Гевгелија, југот на земјата. Последна копнена и железничка дестинација до Европската Унија, до Грција. Да, ама пред Гевгелија е селото Мрзенци. Буквално се допираат, па не знаеш каде завршува Мрзенци и започнува Гевгелија. Мрзенци не е ниту големо, ниту мало село. Море, последниве години, како да се зголемува, здебелува. Доаѓаат некои нови жители, од Гевгелија, Тиквешијата, та дури од Скопје. Што е ова? Убави куќи, дворови, вили, палати. Мрзенци некој го нарече Гевгелиски Беверли Хилс. Дали има право? А Мрзенци од инфраструктура има се. Та дури и бензинска пумпа, индустријска зона. Джими така го знаат во Мрзенци и пошироко. Тој е алфа и омега во селото. Тој знае многу приказни и легенди. Името Мрзенци е дошло пред доаѓањето на турците 1371 година, пред 50 до 80 години селото било населено на јужната страна од Мрзенски рит, Карши Гевгелија, денешен Винјок, стари Винјок. Тие неколку 10-15 години испаднале многу мрави. Мрави по куќите, по темелите, по дворишта и народот било околу 60-70 куќи. Народот бил принуден да се селе на северната страна од ридот и така полека на север да останува за време турско. Турско имал 250 домакинства, а нашите христијани биле на горната страна од ридот, а долу во равното центарот биле турци. Сега во 2015 година има околу 830 жители или 200 домакинства. Порано беше помало, поголемо било за време пред Први светски рат, за време турско било 250 домакинства, после Балканските војни селото и Првата светска војна е изрушено, па потоа во Македонско, во Југославија, во Македонско време, па е населено, сега има околу 200 домакинства. Еден дел од овие се сели во Гевгелија, новите доаѓаат повеќе од Кривопланичко. Од Кривопланичките села има дојдено до 80 домакинства. Сега ова година поставуваме канализација благодарејќи на општина Гевгелија, имаше грант од шведската амбасада 200.000 евра. Бензински помпи имаме, има дом на културата, фудбалски стадион, модерен, добар фудбалски тим, 3 кафани модерни, едно е поубавите на балконот. Ударна земјоделска култура е прас. Заштитен знак за Мрзенци се празот и јаворите. Кој прас е најквалитетен во Македонија? Кумановскиот, Градошорскиот кај Струмица, Зарновскиот или Мрзенскиот? Овие велат нивниот бил најдобар, многу отпорен и мек. А сезона беше. Ли е работа? Мен да се върна. Таква работа само не. По-ларно е така. Сега што правите? Го спремне за пазар. На пазар ќе го носите или? Да, за пазар откуп. Нема откуп. За наш пазар. Гевгелија? Гевгелија, Буганци, Ијати и станота нешто и за Скопје ијат албанци да взимат. Прекупци? Прекупци. И тоа. Цената? Цена моментално 5 динара. Што? Парче. Малку? Не, ми малку. И колку да ти дадат?
Да преживееш, не да бидеш богат, да преживееш, да не го скинеш конц. Лани беше по-добро. На лани по-слабо беше. Една година оде, 5 не оде, па една ој мора да се работи. Колку имаш? Ми имам 5-6 декара. Тешка работа е правда. Тешко е, едно од друго е така се тешко е. Ама мора да се работи. Чим си дома, мора да работиш. Тука е празот, ама доаѓа и Божи. Овие јагниња се токму за празникот. А во Мрзенци има верен христијански народ. Црквата доминира над селото. Морала таму да биде. Зошто? Ова е црква посветена на свети цар Костадин и царица Елена. Она е почина фактички да се гради 1925 до 36 година или 35 тука е негде изградена. Инаку црквата не е била на ovo место. Старото место на црквата било долу негде во полето, да кажем, по нашо, кажем, кај железничката пруга тука негде, ама на некој човек му се сонило дека овдека треба да се прави црква и совештаните од селото тогаш ја почна 1925 година, околу 36 година била изградена. Инаку селото Мрзенци сите се православни луѓе и луѓето ја посетуваат не само кога имаат потреба, значи кога имаме венчавки, крштевки, парастаси, погреби, него и обично идат луѓето ја посетуваат црквата. И ме радува тоа што го поставите прашање, не само во Мрзенци, него во нашата цела парохија Евгенијска, се повеќе млади ја посетуваат црквата. Најголема радост не само за мене, па и за вас, па и за секој православен христијани, кога ќе крсти и кога ќе венча, бидејќи најголемото богатство и на секој кога ќе оди на чедо и да се радува на него. И кажувам, едно во животот е најбитно, да си ја почитуваме верата, да се моли на Бога и да ги почитуваме родителите. Тие се трите основи на што се потпира целиот наш живот. Во индустријската зона веќе на 2 децении е Тео. Така го знаат сите. Од соседна Грција е. Тука, на 30 на километри од Мрзенци е неговото село. Бизнисмен со текстил. Дојде тука и остана. Заљубен во луѓето и во Мрзенци. И тие го сакаат. А тој несебично дава за вработените, за Мрзенци и за фудбалот. Многу го сака. Си купи земја и си направи фудбалски клуб со современ терен. Море има и рефлектори. Клубот е перспективен, а за него е задолжен неодминливиот Джими. Па тој е поранешен голман. Но Тео покрај тоа што навива за ПАОК, а се знае кој навива за ПАОК во Солун, уште сака да игра фудбал. А игра. Но Тео, колку време си во Мрзенци? Прилика 25 години. Тука. Тука, да. Зошто дојде? Зошто дојде? Ки дојде, сака направи друго работа, направи ромба Гриција и напродава цело Југославија. Тогаш кога ги дојде јас, цело Југославија, зима печатов Београд тогаш. И сака напродава ромба цело Југославија. Така почна. После смени. И сега? Сега прави тука конфекција и шие за една гричко фирма, големо. Шиеме ромба, тука кроеме и шиеме и пуштиме. Колку имаш работници? Секупно 106 прилика. 106 луѓе. Голема фабрика. Да. Вработените се од Мрзенци, Гевгелија? Гевгелија, Мрзенци, Негорци, има и друго место, не само Мрзенци. Сакаш фудбал?
Многу. Тоа хобби моја. Игра фудбал од 14 години до сега. Не кажу ви колку години сега. И направи клуб во Мрзенци? Да, убаво стадион прави. Шо пари стана на страна, дава за фудбал. Колку се тие пари? Може и 45.000 за 3 години. Евра, да. И ти играш? И јас игра, ама сега зашто отидеме трети линга, и јас странас, не може да игра. И тоа е малку недобро. Мераклија некој овој тел, фудбалски клуб, терен, рефлектори, се померка. Таков му е и дворот на фабриката. Домакински и со вкус дотеран. Но погледнете, коноба со вина и ракија. Сам ги прави, вели, по собствен рецепт, за себе и пријателите. Значи Мрзенци е празот и јаворите. Кој не чул за ова, ништо не знае за Мрзенци. Кој пак бил во Мрзенци, а не бил во јаворите, како да не бил таму. Тие порано беа 2 јавора, па се раздвоија и сега е едниот јавор Джоко и вториот јавор Агапи. Еве. Со оглед на тоа што ресторанот више постои многу години, имаат поминато премногу број на гости, значи сите претежно се задоволни од нашите услуги, од јагнешкото кој што ни е специјалитет. Веќе и сме бренд. Па од салатите, вака најпознато преку лето ни е црвениот патлиџан, кој што тежи, еден патлиџан може да тежи до 1 килограм. Потоа овчето сирење, кој што специјално го носиме од Берово, Беровските села. И целиот друг зеленчук кој што го продаваме е органски, од селото. Имате постојани партнери, купувате точно од одредени луѓе? Точно од одредени. Со проверен квалитет? Со проверен квалитет, да. Сето тоа е органски, се спрема преку цела година, има тони посебен начин на обработка на тој зеленчук и квалитетот се гледа, се докажува. Гости имаме да не кажам, веќе од цела Европа. Значи имаме преку летото најмногу срби, преку зимата имаме многу грци. Грците јадат најмногу, го јадат јагнешките котлети, пајдаките, познати како пајдаки, додека србите го јадат јагнешкото, значи бут, плешка, тоа е за нив покарактеристично. Имаме и наши гости македонци. Од Гевгелија имаме гости од Германија. Сега летото имавме многу новинари од цел свет заради одредени околности. И така. Опа, секси леди! Опа, гангста! Окей! Гости? Нема естрадна филмска или спортска звезда од просторите на поранешна Југославија која не оставила автограм во овие култни јавори. Но убаво е што старите сопственици, пионерите на полето на врвното кулинарство, имаат достојни заменици. Браво! Може би оваа млада дама животот ја одведе во некои други води, но семејната традиција мора да продолжи. Убаво, затоа и довидување од убавото Мрзенци до некое друго убаво село во Македонија.